Купати во текот на денешното издание на Македонија на Аутро, кога зборувавме за Скопскиот земјотрес, а најголем дел од емисијата го посветивме токму на оваа тема. Информиравме дека животот го загубија 1070 лица, од кои 120 деца. Животот на преживеаните во деновите потоа беше вистински предизвик. Скопските деца организирано се евакуираат на сигурно во други држави, а нашиот соговорник во студиото 3 на македонската телевизија, таа 1963 бил едно од децата кој далеку од своето семејство поаѓа прво во Марибора, потоа во Пореч. Приказната во прво лице не имаме благодарение на професорот Маријан Димитриевски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Ако добро пресметав, таа 63-та година сте имале 9 години. Многу ми навелат дека на таа возраст децата па и не паметат многу од своето детство, но од друга страна големите трауми знаат да остават и последици во меморијата. Какви сцени од тој 26-ти ви заврежани во глава и ви останале во сеќавање, професора? Знаете како психата на децата во големите, би рекол, природни катастрофи е посебна. Тие се врзани за фамилијата, се врзани за малото, се врзани за куќата која што им се руши, малото кое го губат, а на крајот на краиштата тие сепак се, би рекол, идната генерација која што треба да го прифати тоа што се случило и да продолжи да оди понатаму. 9-годишното дете, кое што тогаш го доживеа земјотресот, фактички доживува траума. Затоа што од неколку аспекти се случи тоа да куќата ни падна, спиевме под шатори, тоа е една нова ситуација која не можев да ја прифатам. Иако родителите се трудеа да бидат се во ред, другарите беа тука, малото се уште живееше, но како и да е, малите деца на 9 годишна возраст имаат брилјантен мозок и се паметат како мали, би рекол, сунгерчиња што упиваат се што ќе им се каже. Знам дека ова е многу емотивен момент за вас, дотолку повеќе сум благодарна што ни дојдовте во студиото да ја раскажеме приказната во прво лице. Како изгледа, професор Димитриевски, деновите потоа? Како преживувавте? Првите денови по земјотресот беа најтешки. Да се прифати таа ситуација во која што се најдовме. Срушените објекти ни влеваа една морбидна ситуација. Улиците по кои што се движевме не беа тие по кои што ги знаевме. Запред сообраќајот, запред движењето на луѓето, се појавија некои нови личности, нови организации кои навлегоа во Скопје. Ние не знаевме зошто дојда, како деца. Не ни беше објаснето дека тие се дојдени да помогнат. И секогаш кај нас се јавуваше, би рекол, една одбранбен механизам да се здружиме, заедно да го издржиме тоа што се случи со Скопје. Така и се случи. Ние училиштето го сакавме, но училиштето не повика да продолжиме да учиме, туку едноставно не повика да го напуштиме Скопје, за да може Скопје да се изгради и без нас да биде, би рекол, така подобро, за да потоа не прими на една, би рекол, почиста ситуација. Токму на овој момент сакам да се задржиме. Вие сте едно од 30.000 деца кои го напуштаат градот за едноставно да не ги гледаат и сцените, меѓу другото, на разрушениот град, а и да може Скопје некако полесно да се обновува. Во тогашна Југославија отворени се 3 училишта за децата од Скопје. Она што ме интересира, што за едно 9-годишно дете значеше разделбата на толка временски период, ќе ни кажете колкав од родителите, како го преживеавте моментот на разделба? Иако знаевте дека е краткотрајна, но сепак. Да имаме предвид дека сепак станува за една фамилија која е патриархално воспитана, е многу упатена една на друга. Врзаност со моите браќа беше голема, поврзаноста и со сестра ми, поврзаноста со родителите исто и тешко беше да се разделиме едни од други. Среќна околност беше што градските власти тогаш ги повикаа сите училишта од Скопје, сите дечиња од Скопје да дојдат на старата железничка станица и оттаму да патуваат таму каде што им беше определено. Зошто велам среќа? Среќа беше затоа што тројцата браќа заедно патувавме. Секој бевме со по 3 години разлика. Јас бев најмал на 9 години, другиот на 12, другиот на 15. Колку време бевте разделени од вашите родители? 1 година. Затоа велиме ова година се одбележува 60 години од доаѓањето на децата од евакуираните деца од Скопје. 64-та година заврши учебна година. Мај месец иде јуни, веќе се вративме. Ние 1 година издржавме надвор од Скопје,
желни да го видиме Скопје, желни да на некој начин покажеме што видовме, што знаеме, што научивме, а што пренесовме пак таму кај што отидовме да речеме. Прво Марибор, па Пореч, во таа една година, како одржувавте контакт со родителите? Имавте можност за некој вид на комуникација? Тоа е најтешкиот дел од прашањето кое го очекував да го поставите. Желбата да си ги видам родителите беше неприкосновена. Желбата да се вратам беше исконска веднаш, но браќата останува. Јас не може да се двојам од нив. Немаше кој да ме врати назад. Морав да останам, сакал нечел. И полека да се привикнам на ситуацијата која што ја имав. Комуникацијата одеше по пошта. Не можевме поинаку да комуницираме освен со писма. Ретко кој имаше можност по телефон да ги чуе родителите, бидејќи телефон немаше таму, од јавна говорница мораше да се јави, а и каде би се јавиле во Скопје кога нашите куќи немаа телефон во тоа време. Ретко која куќа во Скопје имаше телефон. И сите тие спомени, длабоко врежани во тоа тогаш детско музиче, ве потикнаа да низ години ве како возрасен, го сочувате скопскиот земјотрес од заборав. Тоа е генерално и целта на денешната емисија, да информираме за несреќата од катастрофални размери, но од друга страна да потсетиме како Скопје се обнови благодарение на солидарноста, да потсетиме на тоа колку треба да го цениме и почитуваме градот. И изминатите години собиравте многу материјали, архивски материјали, фотографии и од децата кои што беа раселени од Скопје и од обновата и изградбата на градот, сето тоа спакувано во една изложба. Точно. Значи, како историчар, беше предизвик за роднокрајната историја. Иако не сум роден во Скопје, младоста и детството беа во Скопје. Сепак се одлучив да направам нешто за Скопје и да оваа епизода од Скопскиот земјотрес ја извадам од темнината на историјата и ја ставам на пиедесталот на историјата за да биде составен дел на земјотресот во Скопје. Меморијата на скопјани да биде збогатена со историјата на дечињата од земјотресот. Имаме и книгата која што би сакала да им ја покажеме на нашите гледачи. Она што ме интересира, професоре, како емотивно го преживеавте моментот на подготовка на книгата и на изложбата? Па не беше лесно да се определам да ги објавам двете тие заедно како комплет, изложбата и книгата. Арно ама ги повикав асистентките кои што тука фигурираат да помогнат во истражувачкиот дел и да соговереме досие за се она што се случувало за трите училишта кои се отворија во земјотресот надвор од Македонија во републиките братски тогашни. Едното беше во Пореч училиште, едното во Црквеница и едното во Лесковац. Сите досиеа од трите училишта ги имам кај мене собрано и ги имам тука во книгата презентирано. Но не беше лесно да се одбере што од тоа да се презентира. Што е важното од поважното. Што би било интересно за читателите во моментот да дознаат како информација, нели, за да може да се збогатат со историски податоци од оваа тема. Пред еден час гостинка во Македонија наутро ни беше Гордана Јанакиевска, со која што зборувавме за Скопје некогаш, Скопје денес, и меѓу другото го спомена тоа што учено му недостига на главниот град. Една ваква изложба која што ќе биде трајна поставка и која што ќе биде од една страна информација плюс за сите домашни, бидејќи се помалку се сведоци на земјотресот ги имаме, а од друга страна и за туристите, за странските посетители кои што ќе може да се информираат, бидејќи вели многу од нив кога доаѓаат во Скопје доаѓаат со прва информација. Ова е градот во кој што некогаш се случил катастрофален земјотрес. Лани зборувавме за изложбата, се уште ја немаме, се надеваме дека еве некој барем ќе ве исконтактираат. Оваа книга е сосема доволна за огромна изложба. Точно така. Се согласувам дека е потребно една институција да се зафати со обработка на оваа тема, односно да ги искористи материјалите кои што се тука, да ги надополни и да ги презентира во една музејска постојана изложба или пак движечка, која што ќе оди од град во град, ќе оди од село во село, од место во место и ќе ги презентира податоците за земјотресот во Скопје и за
улогата на земјотресот, односно улогата на дечињата во земјотресот, или подобро кажано, судбината на дечињата во земјотресот. Како еден дел од нив загина, каде се тие сега што загинаа, што се случи со нив, ако појдат на гробиштата во Бутел, ќе ги видат тие трагични спомени за близначиња загинати и обратно, и други дечиња од тие 102. Или пак ако појдат на местата каде што се транспортираат дечињата кај старата железничка станица, се уште постојат остатоци од местата каде што не транспортираа, може да се видат уште урбано, или пак да ги видат вагоните во кои што се движевме, тие беа со дрвени, оние како се вика, столици и така натаму, а да не зборуваме дека треба да се појде до местата каде што престојувавме како училишта, каде што се школувавме на мајчин македонски јазик, во училишта каде што не се зборува тој. Туку тие домашни власти дозволија отворање на такви училишта. И не можам да не прашам, какви домакини беа градовите кои што ве згрижија? Упорна борба водам да се збратимиме со градовите кои што не примија и кои што не угостија. Тоа е борба која трае. Скопје треба да се збратими, според мене, ако има можност законска, со Пореч, со Црквеница и со Лесковац. Да ги покани на една ваква средба кога е земјотресот и тие да бидат дел, да го увеличат, да го удостојат, нели овој настан со своето присуство и да им се каже благодарам што не примивте, благодарам што ни дадовте можност да не ги чувате дечињата онака како што ние ќе ги чувавме тука во Скопје и да ги збогатите уште повеќе со информации кои што ги немаше. Тогаш прв пат видовме море, прв пат видовме поинаква цивилизација од нашата, прв пат видовме поинаква храна од нашата, прв пат видовме поинаква облека од нашата. И сето тоа го пренесовме во нашето мило Скопје, кога се вративме во јуни месец 64 година. И не можеме да не прашам, се сеќавате на мигот на земјотресот и последиците од него, но се сеќавате ли на Скопје пред земјотресот, на изгледот на градот? Многу. Да? Затоа што тоа е малски живот, кој што дозволуваше дружење на дечињата во помали. Знам како функционираше малото во Топанско поле, каде што бевме ние, малото во Чаир, соседните нели овие општини и би рекол мали каде што дечињата се среќава и училиштата како центар каде што не згрижува и каде што се школувавме. Не случајно го поставив ова прашање. Се сеќавате на тогашно Скопје, го имаме сега ново, изградено, модерно и се уште се гради. Ви се допаѓа ова Скопје? Значи, јас како поборник, како човек кој што воспитува генерации, од историјски аспект се разбира, кај што магистрираат и докторираат млади луѓе, сепак вложувам една идеја. Подобро е да се гради, отколку да се руши. Она што е изградено, може секојаш да биде и подобро. Па да земеме пример. Беше ли добро Скопје по војната, по земјотресот, изградено со бетонот? Па го прифативме и го рековме дека е добро. И Ајфелова кула на времето беше ругова на Париз, за да денеска стане символ на Париз. И овие споменици што сега тука се какви се, такви се, сепак се одлика на нашето поднебје. Ги направиле наши луѓе, ги направиле наши специјалисти од сите области, па сега некому може ќе му се бендиса, некому не. Лично мене, Скопје ми е мило, не го напуштам, Скопје го афирмирам во секој поглед. И ви благодарам што тоа го правевте изминативе 15 на минути во Македонија наутро, професора. И јас исто благодарам што ме примивте.